Здраво баци, како сте и добро дојдовте у ново видео. Денеска сме втор ден у Египет и денеска имаме тура што се вика сафари. Идеме да возиме и да разгледуваме и углавном да возиме на пустина со моторчиња, со баги и да возиме, точно јаваме камили. Мислам дека ова е една од по-онака адреналинските тури што ги имаме. Тоа ти е уствари као целодневна екскурзија каде што ќе не носат во бедуинско село. Тоа се некој народ кој што си имаат нивна култура, очигледно, и ќе не носат во нивното село, ќе не запознаваат со нивната култура, ќе не покажуваат нивна фурна и аптека, и таму ќе може да јаваме на камила. Поточно не кажав на почетокот, треба да не земат од тука со джипови и да се возиме 45 минути до тоа село. Таму ќе не ги покажуваат овие ствари што ги кажав, ќе јаваме камила и после тоа имаме 45 минути возење со моторче на 4 тркала, секој посебно, што е многу јака ствар. После тоа имаме спајдер автомобили, тоа ти се као баги, по 10 минути такви ќе снеме да возиме, што е исто супер кул и топ, барем за мене. И имаме уживање во спектакуларен залез на сонцето и на крајот на вечерта, како што пишува овдека, имаме со ориентална програма, поточно стомачна танчерка, факири и дервини. Појма немам што се овие вториве, али знаеме што е трбушна сашица. Така да се надам дека ќе биде кул, за некое време треба да тргнеме да јадеме, да земеме за јадење за натака. Глобала иначе факт за Египет, ова е најголемата муслиманска држава и друг факт, нема пешачки премини. Значи нема ни еден пешачки премин. Луѓето се поминуваат на улица буквално кај ќе стигнат. Колите имаат навика да свират цело време дека возат, за да знаат луѓето кога ќе поминуваат да не ги лупнат. Идам сега се спремам и ќе идеме да јадеме и тргињаме, ќе не чекаат джипови напред. Се гледам у нареден кадр. И еве ги джиповите. Пристигна и не чекаат. Најверојатно ќе идеме у поише, поточно 2-3 као групи со нив и ќе не носат до местото кај што треба да, поточно први ќе идеме до селото. После ваѓа исти веќе не носат и до таму кај што треба да возиме такви моторчиња. Стигнавме на сред пустина, не знам кој се случи, ама дека дуа ветер, пичку материн. На сред вукојебина све. Еве а вукојебината што ти вика баце. Што е ова? Фејсбук. Што е ова, брат? Буквално нема ништо освен песок. Само песок. Кај сме? Па зачека, проблемот се решава си, јебига! Не се решава. Јебига! Сладка лаж. Не се решава проблем со јебига. Кај сме, баце? Бедуините. Големо село. Ајде финта. Ке ме сватите. Дојдовме се сликаме со камиливе што се углавном највеќа атракција тука, затоа што друго нема ништо. Забети се расипани. И си бе, брат. Брат, полека бе, брат. Ние немаме камери, сега треба да чекаме на сонце да се прижим. И од таму под сенката. Ајде, праска. Ајде лак. О, колко е добро да си ваце. Ке ме касне камила. Држи се силно. Бате, како си? Пријатно е, брат. Ке си машик. Ау. 100.000 пати ти брза марам. Праска е подобре. Праска е... Него ми ке праска, бе, што ти е? Ова е дом плеја. Доста, бе. Лил плеја. Лил Дона. Калага си. Фала. Ти си дом плеја. Фала, ајде праска. Не можам. Чека, видиме кела шопри. Bye! Bye guys! See you soon! Им кажав го тоа сега. Зборете! Доста! Прекинь! Што ти? Прилагоđено нашим стомацima. Сред пустина вода извадил презницу што нема. Hi!
отидовме од кај Кева брат и од кај Праска брат и сите браќа. Таско не донесе до тука и после ова ќе треба да возиме скутери, али таму не сме да се снима. Може само да снимам доека да се качам, за жал. Ако се кодукати. Почуци на нула. Кај сакате да ја носам? За кај дома, кај тебе. Ако се за кај мене, ќе треба да се врзите. Јас сум баксус и секад сум бил таков. Потрошив доста време да го измонтирам до тука влогов и сега дори приметувам дека од тука навака, од каде што треба да возам јас, каде што треба да вози Марта, сите делови со возење на вакво баги се оштетени и едноставно вака изгледаат кога ќе ги пуштиш. Појма немам зашто е тоа така, само сакам да ви кажам и не сакам да го прекинам тука влогов, затоа што изгубив доста време за да го измонтирам и тоа време од одмор, зашто на одмор сум, така да ќе скокнеме неколку делови и идеме натака. Сега идеме да ги возиме скутерчињава, али као што слушам овие, као што се караат, мислам, колку што успеав да научам арапски за овие ден и пол, најверојатно моцињава тука ќе си степаат. Држете ми среќа дека ќе возиме мотор, а нема да гледаме тепачка. Сега ќе се возиме со овие. Ова е на Стојан, а ова е моето. Еве го бацето. И сега ќе возиме сингл. Не смееме да снимаме, али Стојан првпат носи кацига, еве го. И не вика ни се дерат, мора да идеме. Се качивме, ќе ги палиме и ќе ги возиме низ пустина. Тука завршуваме со снимање. Но ми е мака, али има да уживам ова премногу. Кај да ќе почнеме да возиме, се местат сите и тоа, ќе се видиме. Само што стигнавме. Супер беше турата. Еве уште луѓе доаѓаат. Има либето проблем, треба да му помогнам. Го реши проблемот. Еве се божествата на Египет, види колку е unbuttered. Мацо! Мацо! Чабе, брат. Не реагира. Мацо! Богињо, ало. Богињо. Не реагира, знае дека е ројалти. Мацо! Јас ти поминав, бац. Останав без ногти. Што? Зашо? Облекам девојче. И тоа ти послужи као лажица, кој што? Па вајда. Истина сум без ногти. А да, и одјавата било исто така оштетена, поточно не е оштетена, него воопшто ја нема. Ја нема ни у телефон, ја нема ни у компјутер, никаде ја нема. Углавном тоа беше тоа за ова видео, сите работи ги видовте, после ова се качевме джиповите и сидевме на кај дома, што углавном беше темница и не снимав затоа што сварно беше скроз темно, низ пустина нема светла, у джипот немаше светла, беше сварно многу темно. Си дојдовме дома многу касно, си легнавме и спиевме, углавном тоа беше тоа. Не заборајте да стиснете лайк, шер и субскрајб и исто така не заборајте да фолонете на Инстаграм и мене и Марта, имате линкови во дескрипција. Ке следуваат уште поише вакви ствари, останете на каналот.